Добро вечер и добре дојдовте во вечерашното што не е јасно во живо петочно издание. Може би добар ден е соодветниот поздрав, бидејќи денот стана поголем и си уште е сончево и дење надвор. Како и да е, важно е да сте пред малите екрани и да уживате, да слушнете нешто корисно и квалитетно вечерва од нас. Во оваа најава не може да ни се спомене скандалот од денеска, кога практично владиниот врв, односно премиерот, заедно со министерот Филипче и уште двајца други министри, пристигна или би рекла долета од Скопје во Прилеп со хеликоптер заради со образложение дека нивната агенда била набиена и да можеле да стигнат секаде во соодветно време, и дотолку повеќе ова револтира заради тоа што палењето на еден таков хеликоптер со конкретната марка која што веќе е позната за јавноста, бидејќи ја има во медиумите, без разлика што е на МВР, чини едно палење, значи 4000 евра, и во време кога има граѓани, односно семејства кои не можат да си ги транспортираат своите болни од ковид или од други болести во соодветните ковид центри, односно болници, и како револтира. Од друга страна, и фрапантни и страшни се денешните бројки на починати, односно 50 лица само за едноденоноќие ја загубила борбата со COVID-19 во период кога практично вакцини нашиот државен врв не набавува, туку добива донации, би рекла повеќе, без разлика што благодарности за истите заради тоа што на јавноста и се потребни, без разлика на кој начин се обезбедени, но тоа ни ги иззема од одговорност оние најодговорните кои би требало да направат се што е возможно и невозможно да ни ги набават. Многу теми вечерва, се разбира, голем дел ќе бидат од овој дел на најавата, значи би сакала да чујам коментари за истите од мојот вечерашен гостин, но и стручни, се разбира, бидејќи вечерва во нашето студио е инфектологот доктор Вело Марковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов. Ве имаше неколку месеци веќе во медиумите, се чини на почетокот на кризата како многу повеќе да бевте присутен. Сега некому му пречите да бидете на екраните, зборувате нешто што некому не му се допаѓа, па свесно одредени медиуми не ве канат? Па не знам дали е свесно, има неколку причини, има и објективни и субјективни, меѓутоа главната причина е што не добивав покани воопшто после ноември месец таму, мислам дека беше последно некое гостување, така да не бев викан, не знам зошто. Од друга страна, ми беа дадени други задачи, нели, да се занимавам со други теми, други четива, да читам, да пишувам приговори и така натаму, нели, обвиненија и така натаму, така да и приватни убави работи, така да сето тоа веројатно меѓутоа евидентно е дека во периодот некаде до летото или некаде до септември постоеше друга клима, по мене, можеби грешам, во медиумите во Македонија, и мислам дека подобро се справувавме и дека беше добро да се слушнат и поразлични мислења и можеби и критични, меѓутоа во голем дел од тие мислења беа прифаќани од страна. Сакале да признаат или не органите на власта, прифаќа одредени ваши анализи по медиумите изнесени? Ги гледавме потоа во мерките. Да, значи никогаш нема да направи штета знаење на некој или мислење на некој, и мислам дека свртувањето кон некакви, ајде да не речем цензури, меѓутоа гледаме последните месеци, скоро сите медиуми една иста приказна ја кажуваат во најмала рака позитивно или неутрално, меѓутоа за жал резултатите се катастрофални, така да се работи за човечки животи, многу лошо се справуваме со целата оваа состојба, и мислам дека наместо да се искористат сите потенцијали во државава, вакво селективно решавање, одлучување дојде до едни резултати кои мислам дека се застрашувачки. Во исто време, додека тука не треба да ви има во медиумите заради XY причини, претпоставам дека странските медиуми се уште ве бараат. Бевте и во тоа време многу интензивно присутен во регионот во медиумите со вашите ставови и анализи. Сега како е? Ве бараат сега? Па имам некакви во пишаните медиуми, во порталите во Хрватска, 2 или 3 интервјуа, мислам дека тоа остана, така да објавувам на мојата Facebook страница тоа што мислам дека е актуелно и што може да помогне, така да тоа е тоа.
Објавувате и научни трудови, претпоставувам, на темата во списанија медицински кои се со импакт висок. Да. Објавив 2 труда, меѓутоа тешко е, не иде така лесното објавување, поготово во такви меѓународни списанија или списанија со некаков импакт фактор, поготово не во медицината, каде што е огромна конкуренцијата. Заедно со обврските на факултетот, кога имавме сесија, со некаде 300-400 студенти, сето тоа одзема многу време, али сигурно спремаме сега една интересна книга со еден мој студент, така да насловот ќе биде отприлика биотероризам. Очекувам дека веќе сме при крај месецов и така натаму, тоа ќе биде интересно и така. Што практично е реален опис на актуелната состојба, биотероризам? Па, од сите аспекти е фатено, не би навлегувал во... Имаме ние сценарија разни, така да ќе се најдеме таму и тоа има интересни листи на можни предизвикувачи на биолошки војни кои би се одвивале во иднината. Интересно, во очекување на истата, одиме сега со оние прашања кои за жал не се многу пријатни да новиве, но се случуваат, дел од нив се свесно или несвесно иницирани, направени од страна на владени функционери, дел останатиот се разбира на борба со црни бројки, црни статистики и тешко справување со кризата, рековте сам лошо ни оди. Денеска долета со хеликоптер. Заев Филипче, Шахпазка, Бочварски, така натаму, на настан во Прилеп, отварање на модуларната болница. И во јавноста беше дочекано со огромни критики, се разбира очекувано, бидејќи, како што споменав и во најавата, 4000 евра од час чини палењето на тој хеликоптер. Значи, споредбено, веројатно, со лечење на 2-3 дена во една од приватните болници, за жал. Ако споредуваме со здравието, ситуација која сега не засега. Ваш коментар? Па јас морам да кажам дека не се сложувам со вашиот начин на размислување или на грото од медиумите. Мислам дека одамна сум го зборувал тоа, дека за државниот врв потребни се такви превозни средства, бидејќи и за мене е порационално да се оди со хеликоптер, нели, без разлика сите ти од државниот врв, најмал проблем ни е тоа. Најмалку потрошени се пари, бидејќи ако тргнат 3 или 4 коли со стотици полицајци, нели, по улиците да ги чекаат, со ризикот, со браќајот од другата страна кај што се запира, така да воопшто навистина тука не гледам, дај Боже да беа само таму грешките и треба да има бар не да биде тој од полиција, меѓутоа мислам дека треба како држава многу поевтино ќе биде и многу поефикасно, без разлика кои треба да ги користат тие средства. Бевте директор на клиниката за инфективната клиника своевремено. Верувам дека имате комуникација со колеги од таму. Од една страна, оценките односно на кое што го верува Филипче и владата е дека си постојат капацитети, дека функционира апсолутно здравствениот систем, но на терен Алфа добива, например, секојдневно поплаки од граѓани кои прво не можат да најдат кревет, а второ, лошиот третман однос, веројатно не е вината во медицинскиот персонал кој е преморен и не може да се справува со секакви случаи, додека внатре луѓе умираат. Значи, не обвинуваме никого, туку вашите сознанија за ситуацијата внатре. Па не да не се обвинува, значи во еден период јас нели дававме предлози дека е проблем комисијата, дека треба да се смени, дека треба државна комисија, тоа веќе таа фаза ја поминавме. Потоа дававме предлози дека треба да се побара или премиерот да го смени министерот Филипче, бидејќи навистина показателите се лоши и показателни. И сега веќе мислам дека убедливо најслаб министер од осамостојувањето. Мислам дека дури направи цунами во здравството, во целото здравство, не само во справувањето со ковид кризата и на некој начин го загрози кредибилитетот на целата влада. Во ред е да нели се верува, да се има коректен човечки однос кон екипата која нели сте заедно работите, меѓутоа мислам дека тоа е во ред за приватни односи, нели другарство и така натаму. Во моменти кога имаме катастрофални резултати, мислам дека одамна требаше да се побара одговорност. Значи имаме катастрофална состојба во целото здравство. Гледате сега, ако ги анализираме податоците од Државниот завод за статистика, ние во тек на 2020 година имаме
некаде околу 5000, поточно 4000, еве запишени ми се да не сгрешам, и 600 прекумерни смртни случаи во однос на минатата година. Во тој период, во тие последните 3 месеци, ние имаме околу 2000 болни односно умрени од COVID-19, толку се евидентирани. Значи се прави разлика од некаде над 2200 умрени покрај овиот COVID. Ние имаме повеќе умрени. Значи, треба да се анализира дали ни се некако ни се изгубиле луѓе кои умреле од ковид, а не се диагностицирани. Тоа е едната варијанта, меѓутоа втората варијанта е која ние сите ја гледаме дека имаме проблем. Ние во првите 3 месеци дури имаме и намалување на општата смртност. Меѓутоа потоа долго време, значи рутински медицински интервенции, меѓутоа откажани, секој ден ме среќаваат луѓе, операција на уво, операција на тоа, нели, малегни заболувања, контроли не се прават, стресот и така натаму, значи сето тоа придонесе да ние во тој четвртиот триместар да имаме 9000 и нешто умрени. Значи нас ни се случува една не знам како да кажам, една огромна смртност невидена никаде во светот. Јас ги анализирав, пробував да најдам дали е и во другите држави така. Правени се анализи прекумерна смртност, имаме највисока во Белгија 12,2% и во Соединетите американски држави каде што е некаде исто околу 12,3%. За разлика од нив, Македонија е 22,7 прекумерна смртност имаме. И тоа е индикатор дека целиот здравствен систем ни е на колена. Целиот. И тука веќе не може, нема одлагање, значи мора да се преземат хитни мерки. Дури има држави кои поради меркиве веројатно имаат и намалување, Данска, Исланд, Норвешка, од некаде 3 до 4% имаат помала општа смртност. Интересна е Чешка за анализа, каде што она е нели во врвот по број на смртност по милион од ковид, они се негде 2500 по милион, меѓутоа во општата смртност они не остануваат тука негде околу испод 10% во прекумерните случаи. Нели тоа го анализираме кога имаме епидемии со грип и така натаму. И сега е многу интересно тоа што го зборувавме на почетокот, дека ќе ни се слушат са пандемии на хронични болести, на психијатриски болести, нервни заболувања и така натаму. Да речеме, просекот во последните 5 години во Соединетите американски држави за е околу 360.000 за тој период, нели, за тој триместар умрени. И во истиот период они имаат 209.000 регистрирани од ковид. Значи имаат 160.000 повеќе умрено него што им умирале во просек во последните 5 години. И сето тоа покажува на абсурдноста на паниката и на мерките кои се преземаат. Значи премногу силно тепаме една болест. Од друга страна ги запоставуваме сите други болести и состојби, од кои исто така гледаме дека во Македонија во тие последните 3 месеци ние сме имале скоро иста смртност и од ковид, меѓутоа и од други болести. И гледате, Скопје сме имале 2500 умрени во 3 месеци во 2020 година, значи во октомври, ноември, декември. Битола е со 570, Боговиње 103 умрени, Велес 318, Гостивар 359, Куманово 470, Прилеп 473, Тетово 272, Струга 237. Гледаме, значи, едни мали општини како Боговиње под Шарпланина во една здрава средина, во 90 дена буквално имале секој ден по еден, по двајца умрени. Значи, дел од нив се од ковид, меѓутоа имаме скоро 50% повеќе умрени од општата смрт, значи од општи причини, и тоа е тоа што загрижува и тоа што по мене е потхитно дека мора да се преземат мерки, да се надминува состојба, бидејќи ако вака продолжиме, значи мислам дека 9000 умрени во Прва светска војна немаше, во балканските војни, во Првата балканска војна немаше. Една од мерките е одговорност на министерот и Комисијата за заразни болести, односно оставка?
потоа да се Па формира... не, мислам дека веќе целиот систем во повеќе области, мислам дека не само министерот, дека мора да се направи влада на национален спас, веројатно, или некаква влада. Јас сум помалку разочаран од лидерската средба, бидејќи се сретна веројатно двајцата најодговорни луѓе и за мене изненадувачки беше што се потроши време премногу на пописот и на други некои проблеми кои се важни, актуелни, меѓутоа луѓе ние седиме во дневна, разговараме да правиме, нели, да преброиме колку имаме во сефот или дали ќе ставаме венецијански плочки во купатилото, а нас во куњата ни гори. Значи, ние сме во таква ситуација да до нас веќе гори. 9000 умрени имаме во тие 3 месеци. Што ако продолжи вака? Значи, 22,7 имаме преку бројни умрени и мислам дека тука мора да се ниту пак од мојата партија, од ВМРО ДПМН, ако има отпор кон било каква влада, значи огнот е запален, ние мора сите да помогнеме. А потоа да ги сметките кој го запалил, зошто, како, што, значи мора да се ангажираат сите капацитети на државата, бидејќи за мене овие бројки се поразувачки е и целиот, видите, ние имавме здравствен систем, ако ги анализираме последните десетина години, ние имаме општа смртност помала од соседните држави. Значи, ние имаме некаде околу 10,7, 19, 10,8 предвидено беше за 2020, но тоа се предвидено. И тоа претходните години сме тука, за разлика од Србија, која е над 13, тие се нели број на смртни случаи на 1000 смртноста се рачуна. Бугарија е после нас, значи ние имавме многу добар здравствен систем, со многу помала смртност општа од некои од соседните држави кои сега... што велите се третира и другите болести, мислам се. Че имавме добар здравствен систем. Сега се буквално се уништи. Значи гледате дали имаме ние една стратегија во оваа година направена. Дали вие препознавте? Јас не видов ни една стратегија. Не видов ни еден план. Значи не видовме доктринарни ставови. Дел од матичните доктори, еве апелирам, луѓе, повторно, јас знам како функционира тоа. Они ги гледаат извештаите од специјалистите. И верувајте, на секој извештај стои сумамет панцев. Значи, давање сумамет панцев на вирусна инфекција, веројатно, у некои нормални услови би следела една опомена и вториот пат би било земење на лиценца. Да не речам дека, ако ги анализираме пак сега само умрените од COVID, 3800, по број на милион жители, сме во врвот. Значи, ако ги земеме сега Србија, еве, Турција е испод многу, 370 по милион жители, тоа Албанија околу 700, Грција околу 700, да не зборуваме за Јапонија која е испод 100 на милион жители. Меѓутоа, еве да ги земеме 700, со нашите 2 милиона што не рачунаат овие базиве, би имале 1.400.000, еве 1.600.000 нека имаме умрени, 1.800. Тоа имаме 3.800 и од COVID имаме 2.000 повеќе умрени. Зошто? Затоа што 80 до 90% според моите сознанија умираат од бактериски пневмонии. А давањето на сумамедот превентивно е еден од факторите кој, бидејќи он покрај тоа што ќе уништи нормалната флора и антиинфламаторен лек, па ќе направи супримирање и на имунитетот. Јас би направил анализа колку од овие пневмонии, колку од овие умрениве примале сумамет и панцев. Не постојат такви анализи, за жал. Не постојат, меѓутоа сигурен сум дека кои ќе се направат или претпоставам дека огромен број од луѓе што починаа поради пневмонии претходно примале сумамет и панцев и се додава и кортикостероиди кои ќе бидат примени во болница. Пневмонијата е болест од која се умира, мора да се почне како што треба во првите 24 часа. Со оваа терапија од сумамет панцев се касни. Потоа се апелираше долг период, не одите на лекар, седите дома, зачувајте ги лекарите. Целата таа стратегија дојде до вакви резултати. И овие модуларни болници, значи ние или разочаран сум да се постави за тема воопшто во една ваква ситуација да се зборува се за нов клинички центар. Ние имаме простор. Ние имаме апаратура, полна е хирургија и подрумите со апарати кои не се ни отворени. Ние сме тенки во кадарот, во доктрините, во ставовите. И таму имаме модуларни болници, градиме каде што да речеме во Струмици има ново оделение, празно е затоа што нема персонал, а ние во дворот градиме модуларна болница. Значи има такви некои аномалии и мислам дека основно што не им се на лекарите, не им се пушти доктринарен став како што кога да даваат
значи кога да се дава антибиотик, оној момент кој ќе отидат параметрите на бактеријска инфекција, меѓутоа не со сумамет и панцеф, еве се надевам слушаат и лекари. Значи тие макролидите... Тука морам да ве прашам, во излезе една информација до новиве, се навидува како извор Руското министерство за здравство, дека вршеле обдукција на ковид починати пациенти, дека се евидентирани тие тромбови и слично во одредени делови од телото каде што нели е извршена обдукцијата и практично заклучокот е на некој начин дека тоа се тие бактериски причини за смртност, односно дека во стартот аспиринот би требало да е единствениот лек, ако сега вака ја сублимирав целава анализа во кратки црти, верувам сте ја виделе и знаете зашто. Па површно ја видов бидејќи е слична со трудовите од колегите од Италија што на почетокот ги направија, потоа имаше таква студија во Германија. Меѓутоа параметрите јас ги следам, значи голем број веќе се работи за неколку стотини пријатели познати кои ми пуштаат рентгенграфии на бели дробови, пуштаат крвни анализи. Значи да, се работи за скоро да не видов или многу малце се тие примарни вирусни пневмонии кои вирусот директно ги направил и тие одат со висока смртност. Значи имаме секундарни бактериски пневмонии кои лошо ги лекуваме, не смее да се дава кортико, се претерува и со кислород, се даваат токсични лекови покрај овие сумамет, панцеф. Значи тие кои ќе дојде бактериска инфекција, значи сумамедот делува на атипични причинители. Микоплазма хламидија, микоплазма пневмонии не се умира. Тие се проблем епидемиолошки 30% со пневмониите, меѓутоа нема смртност. Да не збориме за легионела и Q-треска кокселата, тие им треба посебни епидемиолошки Значи кој антибиотик би требало во таквата секундарна Значи јас имам и направено водич за лекови, веројатно младите треба да додат со цефтриаксон, третогенерацијски цефалоспорин, комбиниран со клиндамицин. Тоа е најдобрата комбинација по мене за младите до под 50 години. Тоа е некаков план кој ако за 4 до 5 дена не даде резултат, треба да се замени цефтриаксонот со ванкомицин. А кај постарите веднаш би одел, значи над 55 години, кога имаме бактериска пневмонија, кога имаме CRP над 60-70, мислам дека не треба да се губи време, веднаш да се оди со ванкомицин и со клиндамицин во комбинација и дека тоа ќе даде одлични резултати. Меѓутоа не смее да се даваат кортикостероиди, не смее да се даваат лекови за намалување на цитокинска бура. Цитокинска бура немаме. Значи не е, ако се цитокините 100, а нормални вредности биле до 10, 100 не е цитокинска бура и 200. Цитокинска бура е кој ќе дадат 5000 тие вредности на интерлеукин 1, 6 и така натаму, интерфероните и така натаму. Значи немаме цитокинска бура, се даваат ремдесивир кој нели се дава превентивно ивермектин. Замислите лек за паразити кој се дава на животни, затоа што инвитро во лабораторија делувал на вирусот, па во лабораторија на вирусот делуваат 1000 супстанции. Нас ни треба антивирусен лек. Значи сериозни институции ги проверуваат овие лекови и ФДА и не знам и Европската и кажаат дека нема, значи ние можеме се да пробуваме, меѓутоа не е коректно да со такви лекови пак му правиме проблем на имунитетот. А да речеме една од главните причини за добивање секундарна бактериска пневмонија е прележување на вирусна инфекција. И втората секако за мене катастрофално законско решение е носењето на маска на отворено. И по мене неам студија, меѓутоа мислам дека откако се донесе овој закон имаме зголемување на пневмониите. Бидејќи вториот фактор на предиспозиција за добивање пневмонија е аспирација. Аспирацијата се случува кај луѓе кои во спиење, нели, и луѓе кои се во несвес, во кома и така натаму. Значи, при пневмонија 80% од пневмониите имаат некаква предиспозиција. Не се добива така пневмонија. Носењето на маска ствара услови на тие микроаспирации да се внесе дел од нормалната флора, бидејќи нормалната флора прави пневмонија. А најприсутна во нормалната флора од овие патогени бактерии е Staphylococcus aureus и пневмокок. И двата многу резистентни и затоа ни е изгубено време свадење со сумамет, или пак обратно со давање на имипенеми, монобактами и така натаму, антибиотици со многу широк спектар, тие може да фатат, меѓутоа ако не фатат имаат проблем колегите. Бидејќи тие делуваат на многу широк спектар, треба да одиме циљано кон причините. Ова беше исклучително од голема важност да го слушнат и колегите ваши, се надевам и оние кои одлучуваат што и како се
планира во насока на антибиотската борба. Продолжуваме натаму со до каде сме, што не направивме и што ќе треба да направиме по кусата пауза за реклами. Идете на Алфа. Добре дојдовте назад. Вело Марковски, доктор инфектолог, вечерва во што не е јасно, кусата пауза за реклами. Ја искористивме тука јас и колегите да го распрашаме докторот чисто нешто повеќе плюс околу начинот како да се заштитиме и што да правиме, а како и да е, верувам дека пред рекламите пораките во однос на терапијата беа и како корисни за оние кои директно ги препишуваат, а и оние кои треба да планираат со што да не лекуваат. Доктора, додека власта првично се обидуваше да ги спречи луѓето, македонските граѓани, да заминат во Србија оној викенд пред да почне викендот, практично кога се знаеше дека илјадници ќе тргнат и дека нема да може да ги спречи на некој начин, се забрани движење во во полициски час и така натаму, па тоа не успеа, сепак илјадници отидоа, стигнаа, се случи вакцинирањето, се вида бројката колкава е. Критиката се разбира на адреса на владата, бидејќи луѓето мора спасо да го бараат таму. Потоа назад тука кога се вратија, практично имавме пораки од премиерот дека ние сме држава која сама ќе си набави вакцини, нема зошто па ги искара синдикатите кои сакаат да се договорат со српските синдикати да отидат таму да се извакцинираат и така натаму, за да после сето тоа всушност добиеме уште една донација токму од Србија на 2 дози, односно 2 пати по 20.000 Спутник В. Тотална збунка, би рекла вака кај народот, бидејќи стануваше збор. Инаку AstraZeneca, тука заборавив да ја споменам, веќе е хаос и за нас новинарите, бидејќи луѓето кога отидаа да се вакцинираат, потоа излезе она информација од Германија и од Канада и вечерта пред да стартува масовното вакцинирање кај нас, така нареченото масовно вакцинирање, практично Филипче рече дека нема кај луѓето под 60 години да се вбризгува AstraZeneca. И значи дотолку повеќе паника. Еве денеска веќе гледаме во здравствениот дом во Тетово, тие што се пријавиле да се вакцинираат не дошле. Значи една добра речиси половина од луѓето не се појавиле да се вакцинираат со AstraZeneca. Едната теза ми е дека Вучич практично успеа да заштити и да згрижи и да обезбеди вакцини за македонските граѓани многу повеќе од колку Заев, Филипче и Пендаровски заедно како државен врв. А втората теза е видот на вакцините, но ајде прво ова искоментирайте ме. Се многу прашања, не знам од кај да почнам. Значи, вака сега, го спомнавте председателот Пендаровски. Значи, целата оваа концепција на наметнување на теза дека треба државен врв, министри да набават вакцини не е реална и не може да се случи. Зошто? Затоа што Советот на Европа има 2 резолуции донесени. Та едната е 1749 резолуција од 2010 година, веднаш после пандемијата со така наречениот свински грип, и таа е потврдена резолуција 2071 запишани ми се да не ги сгрешам од 2015 година. Значи вакцините се како неопходен лек се третираат и резолуциите се да на вакцините не смее да има заработка. Нашата стратегија, можеби, јас не викам дека имале лоша намера, меѓутоа по инерција ние генерално лековите ни ги набавува разни веледрогери, има посебни служби и така натаму. Ние гледаме Министерството за здравство, мислам дали беа 120-30 луѓе запослени, што е многу малце за разлика од Министерство за политички систем каде што има 1500 луѓе и со самото тоа ние гледаме каков ни е нашиот став спрема здравјето. И викам можеби со најдобри намери дадоа на веледрогери. Значи, зборуваме за ланскиот мај и јуни. Тогаш се решаваше. Стратегијата, дали ние ќе вакцинираме сега, во април, се прави за следниот октомври. Не можеме ние сега да бараме, кога имаме во светот, производителите имаат 10 милиарди нарачки. Значи, се вакцинирани до сега, мислам, 370, 400, 500 милиони дози. Значи, они имаат нарачки за уште 10 милиарди. Како тоа вие сега со молење, со питање или со питачење или значи тоа е многу несериозно. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект, каде што не сме да си дозволиме како држава да добиваме лекови на донација. Било кој лек, а поготово не вакцина.
Многу искуства има негативни, тоа се правеше во Африка. Значи, вакцините, ако веќе, значи ние мора да ги обезбедиме вакцините за луѓе кои сакаат да се вакцинираат. Мора да ги поздравиме производителите, направија напор за многу краток период, инаку 15 на години се потребни за производство на една вакцина, они успеа за многу краток, за неколку месеци и верувам дека и ФДА и Европската комисија дека солидно им направија контрола на квалитетот или на прописите кои ги напишаа. Меѓутоа, целата тој не е само производство на вакцина, проблемот кај вакцините. Значи, за било која вакцина имаме проблем, мора да се обезбеди ладен ланец или услови посебни кои ги произведува производителот. Гледате, ние имавме во Шведска еден пример каде што по замена ги добавувачот им донесол вакцини од Модерна на минус 70, а тие требало да бидат на минус 10. Значи, видите, со најдобра намера се направила грешка. Може би, значи, тоа цело време треба да биде чувано на таја соодветна, на бараната температура. Понатаму, кога се вакцинира масовно, нели овие вакцини не се за една употреба. Јас лично исто сум земал, сме купувале вакцини кои немало за грип во Бугарија, во Белград и така натаму. Тоа биле за една употреба во шприц, спакувани, соодветно чувани. Сега имате вие од шишенце се земаат десетина дози, нели? И са тука има ризик за грешка. Значи постои грешка, постои ризик за загадување и постои ризик за несакани дејства. И сето тоа вие не можете сега да го префрлите како одговорност на друга држава која со најдобра намера ви помага. Сакало да помогне. Значи, по мене најправилно беше, ако сака некој да помогне, да се дозволи тие дози, нели, што се наменети, да речеме, од Спутник или не знам, од Pfizer за Србија или за некоја друга држава која сака да ни помогне, ние сами да си ги платиме и со тоа сами да си организираме и транспорт, и складирање, и чување, и давање на вакцините. Значи, тоа мора така да оди. Не смееме да си дозволиме, нешто не е сериозно, постои огромна ризик. Што ако тие вакцини, значи, ја не викам дека има зла намера, меѓутоа не биле чувани како што треба. Или да, не знаеме, кој ќе одговара на крајот на ден. Кој ќе одговара? Да. Дали вие би се сложиле, гледаме на пазар се продаваат лекови и така натаму, значи има рокови, има многу работи што како држава само по себе, значи ако министерот не успеал да си набави, зборам за поединци. Инаку за стратегија за колективен имунитет можеме да зборуваме, тоа е веќе сосема друго. Тоа е сосема друга стратегија. Значи вакцините се во ред, даваат заштита, не како што треба, нели, нема описи дека даваат високо ниво на антитела заштитно, туку помали се шансите да се разболите, евидентно негде од 70-60 до 95% во однос на невакцинираните, и ако се разболите, ќе одите со полесна форма. И тоа се студии кои ги дава производителот. Добро, што се случи со, ситуација во околу AstraZeneca? Дента пред да почне масовното вакцинирање, Филипче рече дека само над 70 години ке им се вбризга, за другите не, што практично се доживеа во јавноста како да ги елиминираме пензионерите, така постарите го сватија. Значи, они го објаснуваат дека тие се најризичната група, меѓутоа јас поминав 60 години и со тоа да се осеќам дека сега, нели, вие доста и да ви се случи нешто, доста проживеавте. Без разлика, значи, зборуваме како држава, моравме да имаме возбедено барем по 5-10 вакцини. По мене, значи, се направи грешката тогаш. Така да после октомври, нели, враќањето од Кина, нели, уште пробување со веледрогери, каде што тие сериозни компании со некаде буџет од 200 милиарди евра нема да си дозволат да прекршат резолуција на Совет на Европа. Нема да прекршат. Значи, тоа е завршено. Ние не можеме сега да идеме на колективен имунитет, па масовно ке вакцини. Колку масовно? 20.000. А викаме дека ни треба 50-60, некои колеги рекоа 80%. Значи, ние, ако сакаме да направиме стратегија за есента, ние мора од сега да набавиме вакцини. По мене се најдобри класичните вакцини, прочистени или само дел од вирусот, тоа се Синофарм, Синовак, Нововакс, Пастер веќе ми се при крај испитувањата, нели, Санофи Пастер. И ако со таква некоја компанија што сега направиме договор, зошто да не? Меѓутоа ние мора да знаеме дека не е доцна сега? За септември, за октомври не. За сега не, ова е завршено. Ова е завршено. Сега треба да се бориме со мерките, со правилна терапија,
со правилна терапија, со доктринарни ставови и да чекаме, мислам дека ланското лето ние фабрикувавме бројки. Ние ланското лето немавме. Еве ги бројките на општа смртност покажуваат, значи ние немавме. Фабрикувавме со сила, од разни имавме избори, имавме, не знам, летувања лево, десно и така натаму, што не смееше да се случи. Јас очекувам дека летото ќе се олабави епидемиолошката ситуација и треба да се спремиме за наесен. Без разлика дали ќе има бран, ние мора да си купиме вакцини. И тие вакцини треба да кажеме да, ние ќе вакцинираме, не знам, од 2 милиона, 60% се милиони 200, меѓутоа предходно ние веќе мора, луѓе има излего и кај на студии, јако на мали серии, дека 30% имаат антитела. Ние не смееме да вакцинираме. Тука веќе сум голем противник на изјавата, вчера ја гледав на некој од одговорните на СЗО за вакцини, каде што вика нема проблем и тие што прележале нека ги примат двете дози. Тоа може би е катастрофално. Значи, тој што прележал природно има најмалце 6 до 7 месеци имунитет и воопшто не треба да прима, значи затоа мораме да. Што може да се случи доколку тој кој има антитела? Многу несакани. Значи еве ние од една и кај нас имаме веќе искуство од едно вакцинирање, од една доза имаме, колегата кажа, не се мери титарот на антитела. Тоа не е добро. Значи таков висок на антитела, кога втор пат ќе му дадете вие вакцина, тие антитела со тие антигени од вакцината ќе се врзат, без разлика што овие нови вакцини имаат некои други механизми чудни, не знам дали имаме време да објаснуваме, меѓутоа тоа е огромна количина на имунокомплекси ќе се направи. Тие имунокомплекси треба да ги сврли организмот, најчесто ги сврла преку бубрези, меѓутоа кога е огромна количина не може да ги сврли. Па тие ќе отидат во некоја мембрана, во хематоенцефална, во срце, во бубрези ќе направат оштетување. И тие можат да бидат, значи ние мораме да ги тестираме, тоа е стратегија. Тоа може пред да кажат примат вакцина колку антитела има. Значи мораме да набавиме нели за 1.200.000, 2 милиона и 400, мораме да направиме стратегија, ние еве сега да почнеме да ни дадат сега нас 2 милиони вакцини за 2 месеци, луѓе, ајде математички израчуните. Дали можеме ние тоа да го направиме? Значи таква за колективен имунитет, дали ќе одиме со природно стекнување или со вакцина, треба да се реши, ако се реши тоа ќе биде за наесен, да се изорганизира тие во 2-3 месеци, во 2 месеци, бидејќи ако трае подолго вакцината на 1.200.000 граѓани, нели по 2 дози, тоа се 2,5 милиони, ако трае подолго, тогаш овие првите веќе ќе ги изгубат антителата, онда пак ништо не сме направили. Значи, и пак се враќаме на тоа дека ние стратегија немаме, дека се никако. Ние немаме стратегија. Инаку бројките да речеме на прекумерната смртност за Шведска се 1,5% преска зборува. Значи они општата смртност воопшто не им се зголеми и покрај тоа што нема. Затоа што имаат функционален здравствен систем. Да, значи многу е битно во оваа стратегија сега да потхитно да го слободиме здравствениот систем, да сите интервенции од стоматолошки до било какви интервенции да идат нормално луѓето, бидејќи е предолго и значи ќе губиме животи исто колку што губиме и од ковид. Морам да ве прашам и за анкетата која излезе од Институтот за демократија, односно 50% од испитаниците рекле дека сепак ќе се вакцинираат, како најдобре е избрала Pfizer, потоа е Спутник V руската, кинеската е на трето место, на четврто е Модерна, а најмал број граѓани, односно 2% рекле AstraZeneca. Па да, ме прашавте преска. Има, значи вака сега имавме ние веќе мислам дека 2 случаи се. Да. Значи на нус ефекти кои? Па веќе тоа се сериозни несакани ефекти. Ние имаме локални несакани ефекти и тие се во ред. Меѓутоа имаме кај AstraZeneca самиот производител во својот проспект пишува дека има висок процент на симптоми од општиот инфективен синдром. Главоболка, малаксаност, температура, болки по мускули, болки по зглобови. Тоа не е резултат на имунолошкиот одговор, нели како некој што објасни, значи мојот организам се бори. Не. Јас сум сигурен дека тоа е поради носачот кој е аденовирус, нели, кој организмот го примил, нема антитела кон него и пробува да се бори против тој аденовирус, кај AstraZeneca е од шимпанзо аденовирус, со идеја, бидејќи руската е со човечки аденовирус, бидејќи аденовирус е честа инфекција, луѓето имаат антитела и кога би ја примиле вакцината, големиот процент веднаш би го неутрализирале носачот. И они затоа отидоа со шимпанзо, меѓутоа од некакви причини имаме сериозни несакани ефекти со тромбози, односно мозочни удори и тромбози на други органи. И воопшто, значи, морам да не заборавиме, 27 јануари Советот на Европа донесе уште една многу битна резолуција. 2361. И во точката 731
вика, вакцинирањето мора да биде доброволно. Се заблагодаруваат и они на производителите, направија напор, направија убави вакцини, ќе видиме нели понатамо дали ќе има посериозни, меѓутоа вакцинирањето мора да биде доброволно. Не сме со никакви социјални, политички и други притисоци да се тера некој на вакцина. Ова што ние го гледаме кај нас последниве 3 месеци во медиуми е притисок. И со лични примери и со овој давање. 732 вика тие што не сакаат, бидејќи рековте, не треба да бидат дискриминирани, ќе се навратиме на процентот, нели не смеат да бидат дискриминирани ако не сакаат да се вакцинираат, и 734 мора да се обезбеди транспарентност. Значи мора да се спомне дека можни се и несакани ефекти. Не е добро од некој лекар да вика нема никакви несакани ефекти. Значи да, ние веќе и имавме од самата власт тврда дека значи гледате се, вакцина. имаме таква една состојба, не знам зошто, меѓутоа ние на 4-5 илјади еве примени ние имаме двајца со сериозни компликации. И сега образложението тие и така би ги добиле, воопшто не држи. Еве ќе ви дадам пример. Ние имаме околу 3000 пациенти во клинички центар генерално. Значи најмалце по 2 до 3 боцкања тие луѓе, можда и повеќе инфузии, значи еве просек по 2 до 3 по 5. Значи тоа се 15.000 само клинички центар. Во другите центри вадење на крв, па ние сме се ако во тие илјадници интервенции, ако се внесе сепса, бактериеми, ако се направи, тоа се кривични дела. Значи, кажете кој од боцкање, од инекција, од примање крив добил мозочен удар. Значи, тоа се директно последици на вакцините. Да, така. Значи, тука очигледно е заклучокот. Да. Значи, и за тоа AstraZeneca од неколку држави беше забранета, па се пореметува, се поместува границата, за мене тоа е страшно. Значи, не можете вие, вакцинењето мора да биде доброволно. А ние единствено не ја купивме. И па веројатно реков побарувачката е 10 милиарди. И веројатно овие не сакаат бидејќи доцниме и така натаму, да. И така натаму. Многу мина од оние што вечерва гледаат сака да знаат дали вие се вакциниравте, дали ќе се вакцинирате, дали семејството ќе се вакцинира и со која вакцина. Јас во овој период не планирам да се вакцинирам и нема да се вакцинирам. Не сакам да биде пак да прекршам јас сега резолуцијата нели 2361 да делуваме да не се вакцинираат. Од едноставна причина што сепак мислам дека поголемиот дел од овие пациенти го поминуваат полесно. Тоа е прво, второ, доколку би се набавиле вакцини, доколку епидемиолошката, значи овој период сега следи лето. Ако сега јас се вакцинирам, тие антитела до есента нема да важат. Значи би почекал од Пастер, од Нововакс, од тие вакцини кои за мене се прочистени вакцини, од површинскиот антиген, се класични вакцини. Значи зборуваме за вакцина која е во ред. Што значи во ред? Немаме 1,5 милиарда вакцини за грип годишно. И никој нема вакви сериозни несакани ефекти. Значи, таа е лоша, таа штети 9 месеци, меѓутоа не се разболуваш. Значи, јас кога сум примал вакцина за грип, јас сум лечил пациенти со грип и не се разболувам. Тоа е добра вакцина. Или милиони вакцини за хепатит Б. Никој нема, значи има можда локални некоја алергичка, меѓутоа вакви сериозни несакани ефекти немале. Значи, овој процент на довербата кон вакцини расте во зависност нели од бројките. Ако имаме несакани ефекти, ја гледав некои трудови, 1 на 100.000 веќе паѓа довербата. Ако е тој редок 1 на милион, тогаш расте довербата. Значи, фактички вакви некои кампањи или без план или вакцини кои ќе го намалат, нели ова ние веќе имаме несакани ефекти веќе 2 на 5.000, онда автоматски е да луѓето губат доверба. И затоа е добро да се оди со проверена вакцина, со класична вакцина, каде што ние викам милион луѓе да вакцинираме или да споредиме со вариола вера. Ние имавме на еден од вариола вера вакцини во бивша Југославија на 1,000,000 умрен. Значи тоа се веќе на 20 милиони 20 умрен, зборуваме за вариола вера. Така да И за сериозен квалитет на вакцините. Да. Во тоа време. Филипче денеска во својата изјава рече дека ова е пикот, значи периодов го живееме пикот, иако се чини дека со оваа цела стратегија, односно непостоечка и немање мерки соодветни и така натаму, се плашам дека, верувам и дека и граѓаните ќе биде уште многу полошо. Вашите прогнози какви се? Што треба да се направи за да, што треба да се направи? Да се направи влада национален спас. Значи, целата таа концепција со министерот Филипче, со комисијата, со целиот тој раководен орган по клиниките е катастрофален.
Имено знаеме дека недостасува транспарентност. Комисијата лани, кога требаше да се одлучува за мерки за верските празници, даде забрана, предложи практично забрана, за да сега во однос на пописот беше буквално безгласна буква и рече дека нема да не се барало од нив да одлучуваат. Да, јас тоа го приметив, значи комисијата забрани одредени настани, можеше и пописот да каже дека ќе биде штетен, значи не може они да се вадат. Исто така мора да преземат одговорност и останатите политички субјекти. Сега ние да бидеме коректни, не може само премиерот Заев да биде виновен. Имаме тука и други партии, имаме либерална, имаме, не знам, нови социјалдемократи, имаме, не знам како се вика на господинот Павлетра, значи они учествувале во избор, значи не можеме ние, ја спомнав и опозицијата, одговорност и така натаму, значи сме во една состојба кога сме не денеска требаше многу одамна да преземеме сериозни чекори. Ако мислам останатото за мене, не знам, ја не сум толку политички искусен, меѓутоа ако не се случи вакво нешто, мислам дека претседателот Пендаровски треба повторно да прогласи вонредна состојба, меѓутоа тоа значи дека он да си преземе целата функција на државата. Од влада, од парламент да суспендира и да, значи 9000 луѓе имаме, 100 луѓе дневно ни умирале, значи не знаеме дали продолжува сега тоа. Немаме транспарентност, гледате овие бројки беа, како да кажам, вие сте се направиле анализата. Ако сам не ги ископаш, немаш кај да ги најдеш. Значи прашан на тема исто така што ќе се презема во пресред пак на сега верските празници, рече дека допрва ќе се разговара, зборувам за Филипче, на тема што ќе се прави и ќе се преиспитуваат актуелниве мерки, ама главната вина ја лоцираше кај граѓаните, тврдејќи дека и на отворен простор не сме ги почитувале мерките, сме се однесувале комотно и дека треба овие да се почитуваат, дека протоколи има, ама дека вината практично е во нас. Па да, цело време најлесно е да се обвини народот. Мислам дека народот дури и порано зборува в исплашење. Народот не случајно оваа зголемена смртност, општа смртност, има мерки кои треба да се почитуваат сигурно во затворено и така натаму. Не мора да е кафана, може да е продавница, меѓутоа може и дома и така натаму, нели гости и тоа ни се случува, се шири инфекцијата така. Меѓутоа евидентно е дека дел од овие мерки не им се погодени. Значи, ние имавме гостување на претседателот на комисијата, каде што кажува дека он се разболел. И понатаму апелира на почитување на мерките. Значи, или он не ги почитувал мерките, или мерките се недоволно заштитувачки. Гледате, јас по мене мислам треба навистина да се донесат соодветни мерки. Некои од мерки ве прават штета. Носењето на маска на отворено, сам во парк, во планина, ова е по улица, луѓето си го сватиле, дел од нив и почитуваат, поголемиот дел. Законско обврски си го почитува, меѓутоа тоа прави штета. Понатаму мерките треба да зависат од епидемиолошката ситуација. У моменти ако не имаме исполнување на болничките капацитети, мора да се донесат построги ригорозни мерки за да се олабават капацитетите. Од друга страна, многу ќе помогнат доктринарни ставови и многу ќе помогне тоа што ние примерната здравствена заштита ја запоставивме. Кога имаме епидемија со грип, сме имали по 100.000 наеднаш у 6 недели. Ако матичните доктори не си ја вршат работата, системот ти колабира. Значи, ако денеска ви имате 5000 пациенти и ако сите дојдат во клинички центар Скопје, вие не можете, вие ќе колабирате цела држава. Ако, не знам, 1500 матични доктори по тројца ги збринат како што треба, вие нема да осетите таа епидемија. Значи, доктринарни ставови, обезбедување на матичните доктори со средства за заштита и така натаму, соодветни награди и тоа исто така изостанува, се цела година на удар, меѓутоа немаа доктринарни ставови, немаме концепција кој. Значи има многу пациенти што можат да се лекуваат дома. Да примат инфузија дома. Да си примат инфузија, да имаме служба која ќе се организира, која лесно ќе може, бидејќи зошто тој да лежи у болница, има некоја лесна форма на пневмонија. Со една инфузија се решава дома и нема и фамилијата покрај него и семејството ќе го негува, нема потреба да иде во болница. Ние имаме значителен процент на такви луѓе кои затоа што не сме организирани мора да иде во болници бидејќи на друго место нема кај да прими инфузија. Тоа значи дека практично овие модуларните болници се повеќе
на некој начин популизам, ако добро ве разбирам, дека имаме реално капацитети ако добро ги спланираме, судејќи според ова како да го искористиме приватното здравство. Први инфективната клиника за време на епидемија може без проблем 150 пациенти да легнат таму. 8 септември има огромен капацитет, требаше да го искористиме. Не знам зошто се отворија ковид центри каде што луѓето немаат искуство на кожно, на очно, на не знам каде. Потоа регионалните болници исто така и со добра организација на примарната здравствена заштита и на секундарната, најголемиот дел од овие пациенти со добри доктринарни ставови ќе бидат збринувани дома и нема да има притисок. Докторе, времето ни истече. Ви благодарам што бевте дел од Што нејасно. Јас научив доста корисни работи. Се надевам дека нема да има потреба да ги имплементирам. Ви благодарам уште еднаш што одвоевте од вашето време. Ви благодарам и јас. Да се надеваме дека нема да дојде уште поканата. повисок плафон на пикот од овој што е сега црн. Уште еднашка ви благодарам, а вам почитувани исто така ви благодарам што бевте дел од нашата публика вечерва. Се надевам дека ќе запаметите дел од советите и дека правилно ќе одлучите што понатаму, како ќе се штитите, дали ќе се вакцинирате, вие, вашите блиски. И најважно е сепак да имаме позитивна мисла и да веруваме дека еве нема да не допре можеби. Имајте убав викенд и пријатна вечер.